најавив по рекламите, време е за вестите. Болеста на 7-годишната Валерија од Штип успеа за само 3 дена да го сплути градот. Незините родители се надеваат дека ќе бидат собрани потребните 40.000 евра и ќе заминат во Истанбул, Турција. Малата Валерија Зафировска од Штип, која боледува од тумор на мозокот, успеа на нозе да го крене својот роден град, но и целата држава. Незините родители Марине и Зафир се надеваат дека ќе ги соберат потребните 40.000 евра и до крајот на месецот ќе заминат на операција во Истанбул, Турција, каде што ќе оперира еден од 10 најпознати детски неврохирурзи. Времето е кратко, а туморот агресивно расте, алармираат родителите. Во октомври месец беше направена една магнетна, потоа наредната магнетна се направи во ноември месец, значи за временски период од 1 месец туморот е пораснат 1,5 сантим. Туморот веќе изнесува 5,5 сантима. Како кула од карти, светот на семејството Зафировски се срушил на 4 октомври, кога лекарите конечно успеале да ја постават точната диагноза на 7-годишното девојче. Се започнало минатото лето, кога девојчето после тенис се пожалило на главоболки, болки во желудникот и нагони на повраќање. Иако симптомите се појавувале еднаш на 3 месеци, родителите се загрижиле. По првичниот преглед, детски невролог диагностицирал детска мигрена, но со препорака да се направи снимање на главата. Веќе 3 ден во Штип и целата држава се организираат хуманитарни акции. Во борбата да се спаси детскиот живот се вклучени сите. Ние бевме во паника за тоа дека нема да се соберат средства, но стварно не веруваме колку хумани граѓани имаме кај нас и имаме голема благодарност до нив. Не знаме како да се заблагодариме. Дори сме изненадени од тоа, од хуманоста. Утре до Фондот за здравство Марине и Зафир ќе ја достават потребната документација. Со соопштение денес се обрати и фондот, во кое се посочува дека осигуреното лице не располага со конзилијарно мислење од соодветна македонска институција. Иако немаат добиено барање за лекување во странство за малата Валерија, тие веќе закажале состанок со стручни лица, кои ќе го дадат својот наод и стручно мислење. Во меѓувреме веќе се отворени и телефонски линии на двата мобилни оператори 070 143 117 и 078 143 480 се броевите на кои со едно јавување може да се донираат парични средства во висина од 100 денари. Во Штип изминатите денови училиштата, градинките, спортските клубови, невладиниот сектор, општинската организација на Црвениот крст организираат хуманитарни акции и концерти со цел да се соберат 40.000 евра, потребни на 7-годишната Валерија Зафировска. Во акција денеска се вклучи општина Штип. Градоначалникот Благој Бочварски лично донираше на сметката за Валерија. Тој најави дека има идеја да се направи солидарен фонд, во кој што граѓаните на Штип ќе донираат средства и за други граѓани и деца на кои им е потребна финансиска подршка и лекување во Скопје или странство. Јас сум особено горд што штипјани во изминатите денови покажуваат сплотеност за да помогнат на ова мало девојче кое што му треба подршка финансиска за да отиде на лекување. Јас денеска се вклучив и лично од моје име донирав 30.000 денари на сметката на родителите на Валерија кој што е потребно за лекување. Општината вчера, во општината имаше поставено луѓе од Црвен крст кои што собира средства, а денеска веќе правиме список од сите вработени во општината да по своја желба колку може да помогнат да дадат придонес и гледам дека има расположение кај вработените во општина Штип. Во вакви ситуации и советниците се вклучуваат со тоа што издвојуваат својот месечен паушал по една дневница. Имате ли некакви сознания и разговори со председателот на Советот за таа работа? Ќе се видам со председателот на Советот. Состојбата е дека претходниот состав на Советот се уште нема земено својот последен паушал. Овој Совет исто така, но ние ќе разговараме за средствата кои што ќе ги добијат, да видиме колку може да донираат и дали ќе се донесе таква одлука. Јас би ги поттикнал да превземат таков чекор, затоа што сега е потребно да покажеме солидарност, да се покажеме во вистинско светло, да бидеме хумани. Спортистите и спортските клубови од Штип се приклучуваат кон хуманитарната акција за собирање на финансиски средства, неопходни за операција на малата Валерија Зафировска.
Фудбалските екипи на Брегалница, Кежовица и на Кит Го во влезните капи во сабота и во недела ќе постават кутии на солидарен фонд. На акцијата за собирање финансиски средства неопходно потребни за операцијата на Малата Валерија Зафировска се приклучи и спортските колективи од нашиот град. За сега добивме известување од фудбалскиот клуб Брегалница, фудбалскиот клуб Кежовица и фудбалскиот клуб Кит Го Пекчево за реализирање на оваа хуманитарна акција. Во дописот од фудбалскиот клуб Брегалница се вели: во сабота 18 ноември со почеток во 13 часот на првенствениот надпревар со фудбалскиот клуб Каменица Саса, влезот на градскиот стадион ќе биде бесплатен, но на влезните капи ќе бидат поставени кутии за солидарен фонд. Секој колку може и има желба да помогне на Малата Валерија. Раководството на фудбалскиот клуб Кежовица во недела 19 ноември на стадионот во Ново село со почеток во 13 часот ќе го одигра надпреварот со 1934 од Виница и на соодветни места ќе бидат поставени кутии за солидарен фонд. Кон ова акција со допис се јави раководството на фудбалскиот клуб Кит Го Пекчево, која исто така се приклучува на оваа хуманитарна акција. Имено, екипата на Кит Го надпреварот со екипата на Овчеполе Свети Николе наместо во Пекчево ќе го одигра на градскиот стадион во Штип во недела 19 ноември со почеток во 13 часот. На влезите капи на градскиот стадион во Штип ќе бидат поставени кутии за солидарен фонд за Малата Валерија Зафировска. За сега овие се првичите најави од спортските клубови, на кои сигурно ќе им се приклучат и останатите спортисти и спортски колективи од Штип, се со цел брзо и навремено собирање на толку потребните средства за операција на Малата Валерија Зафировска. Штипскиот градоначалник Благој Бочварски и ректорот на Универзитетот Гоце Делчев Блажов Боев денеска има првата средба на која разговара за идните соработки. Договорено е лабораторија Амбикун при Штипскиот универзитет наскоро да ја постави и првата станица за мерење на квалитетот на воздухот во центарот на Штип. Штипскиот градоначалник Благој Бочварски и ректорот на Универзитетот Гоце Делчев Блажо Боев на денешната прва средба разговараа за идната соработка, а меѓу кои за локацијата каде што треба да се постави станицата за мерење на квалитетот на воздухот. Ние како институции во идниот период се договоривме дека ќе имаме многу тесна соработка за најразличен вид на проекти. Еве денеска веќе имаме еден разговор за поставување на мерач на амбиенталниот воздух. Тоа е проект на Универзитетот Гоце Делчев. Во соработка со општина Штип треба да одредиме локација каде тоа се постави. Тоа е само една ситна работа која што покажува дека од овде ќе почнеме да соработуваме во делот на најразлични проекти, во делот на комуникација помеѓу професори од универзитетот кои што ќе се стават во служба во идниот период за одредени настани кои што општина Штип ќе ги организира. Градоначалникот Бочварски и ректорот Боев се согласни дека за изградба на студентски дом во Штип потребна е поддршка од страна на владата на Република Македонија. Таа блиска соработка со општината ќе биде значаен двигател на развојот на сите севкупни, да кажеме, и културни и севкупни живење во градот Штип и мислам дека е добра прилика да покажеме дека може таа институција заедно со општината да генерира развој на ова локална заедница. Мислам дека она што го договоривме со господин градоначалник во делот на развојот на студентскиот дом и изградбата на студентскиот дом е значаен сегмент во делот на привлекување на странски студенти на универзитетот, бидејќи прашањето за странски студенти е многу значено за нашиот универзитет од една страна, а од друга страна и за развојот на градот Штип. Значи внесување на нови идеи, внесување на нов капитал, внесување на нови студенти, тоа е она динамизирање на развојот на универзитетот и мислам дека сте на прав пат да тоа го оствариме во блиските идни кои доаѓаат. Боев изрази подготвеност да ги поддржи проектите на општината во кои има потреба од ангажман на Универзитетот Гоце Делчев. Секој 10 македонец има диабетес во Македонија во 2017-та. Изнесува високи 12,2%, што значи дека бројката на диабетичари е над 180.000 на возраст, помеѓу 20 и 79 години. Зголемениот број на лица со диабетес е резултат на забрзаното темпо на урбанизација, старењето на популацијата, седечки начин на живот, зголемена телесна тежина, недоволна физичка активност и поголем внес на нездрава храна,
Во Македонија не постои национална стратегија за справување со дијабетесот. Од Сдруженијата на пациенти барат итни мерки одржливи долгорочни стратегии за справување со ова модерна чума, како што се нарекува болеста на денешното живење. Во Источна Македонија се идентификувани околу 20 заштитни подрачја, а најголеми заштитни подрачја се Осогово, Малеш и Долна Брегалница. Македонија започна да работи на подобрување на управување со природните ресурси. Со ова се прави конзервација на природата, со која дополнително се создаваат услови за туризам, но и за брендирање на производи карактеристични за тоа подрачје. Во декември, кога ќе биде распишан и конкурсот со проекти, може да аплицираат општините и невладините организации. Во Источна Македонија се идентификувани околу 20 на заштитни подрачја, а само 2 до 4 се со голема вредност. Најголеми заштитни подрачја се Осогово, Малеш и Долна Брегалница. Македонија започна да работи на подобрување на управување со природните ресурси. Како што велат добро упатените, во државата има недостаток од човечки и финансиски ресурси, отколку во недостаток на правна рамка. Проект координаторот на проектот за управување со заштитните подрачја Методија Саздов вели дека луѓето треба да се свестат за природните вредности, а со самото управување правиме и конзервација на природата, со кој дополнително се создаваат услови за туризам, но и за брендирање на производи карактеристични за тоа подрачје. Граѓаните да го разберат концептот на заштитени подрачја, тоа значи луѓето треба да ги сватат вредностите на тоа подрачје. Значи не е само граѓаните во Македонија сметаме дека имаат генерално непознавање кои се вредностите на планините, на пештерите, на заштитените подрачја генерално, доколку едно подрачје е заштитено, значи има вредност, тие вредности треба да ги пренесеме на населението, меѓутоа со самото тоа при подготвување на план за управување на тоа заштитено подрачје, тоа заштитено подрачје има 11 форми или 11 начини како може да се финансира и да се управува. Во рамки на проектот ќе бидат доделени 20 на грантови, а конкурсот на кој може да аплицираат општините и невладините организации ќе биде објавен во декември. Дел од активностите ќе бидат насочени кон овие заштитени подрачја, но исто така во една можност е дадена и на невладините организации и општините да аплицираат за проекти во кои што ќе се однесуваат на заштитените подрачја и предложените подрачја кои имаат високи природни вредности. Проектот се имплементира од UNDP во соработка со Министерството за животна средина. Вкупно наменети средства се 4 милиона и 300.000 евра. Во рамки на проектот на УСАИД за граѓанско учество, денес во Фондацијата за развој на локална заедница Штип се реализираше информативна сесија за грантови поврзани со зајакнување на младинскиот активизам. Проектот на УСАИД за граѓанско учество е петтогодишен проект во висина од 9,4 милиони долари, кој се стреми да го зајакне капацитетот на граѓанските организации и младинските групи за унапредување на јавните политики, подобрување на јавните услуги, промовирање на доброто владење и да се придонесе за подобрување на животниот стандард на луѓето во Македонија. Денешната инфосесија се однесува на компонентата за младински активизам, односно за поддржување на младински организации и други неформални групи кои што имплементираат активности кои што ги допираат младите, односно ги решаваат нивните проблеми во локалната заедница. На денешната инфосесија учесниците ќе имаат можност да се запознаат со третиот повик за предлог проекти кој што е во моментов активен. Беше стартуван на 3 ноември 2017 година, рокот за поднесување на предлог проекти истекува на 24 ноември. Денес на инфосесијата учесниците ќе бидат запознаени конкретно со приоритетните области на кои што треба да се однесуваат нивните предлог апликации, со техничките особености на проектот и со тоа на што треба да обрнат поголемо внимание во составувањето на предлог апликацијата која што треба да ја поднесат до 24 ноември. Во рамките на активностите на проектот за граѓанско учество се обезбедени грантови за помош и развој на капацитетот на младинските граѓански организации и на регистрираните младински групи за поддршка на нивните иницијативи кои се фокусирани кон едуцирање на младите луѓе за нивните права и можности за учество во јавниот живот. Односно тоа може да бидат едукација на млади мажи и жени за нивните права
и нивните можности нормално да учествуваат во процесите на носење одлуки, потоа зајакнување на нивните капацитети да бидат активни млади луѓе кои што учествуваат во својата локална заедница, односно во решавањето на проблемите. Може да биде вклучување во веќе постоечките тела на локално ниво и на регионално ниво кои што се однесуваат на проблемите на младите, како што се локалните младински совети, центрите за поддршка на невладини организации и така натаму. Меѓутоа, не ограничувајќи се на тие тела, туку проектот дозволува и можеби осмислување, создавање на нови тела кои што ќе им овозможат на младите да се занимаваат со проблемите од социоекономска, културна природа, проблеми со животна средина и така натаму. Овој проект се спроведува од страна на East West Management Институтот во партнерство со 4 локални граѓански организации: Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис, Асоциацијата за демократски иницијативи АДИ, Фондацијата Отворено општество во Македонија и Националниот младински совет на Македонија. Од својот почеток до сега проектот на USAID за граѓанско учество има доделено 31 град во вредност од над 1 милион американски долари. Царинската управа на Република Македонија заради улеснување на работата на текстилните фабрики и на сите учесници во царинската постапка, од денес воведува ново продолжено работно време, како и можност за царинење во сабота во царинската испостава Штип. Работното време ќе биде од понеделник до петок од 8 до 20 часот и сабота од 10 до 22 часот. Новото работно време е резултат на взаимната соработка на Царинската управа со стопанските комори и со текстилниот кластер Македонија и треба да обезбеди значителни финансиски заштеди за текстилните компании. Поголеми површини, поголема продуктивност и конкурентност на пазарот. Земјоделците од Истокот денеска се едуцираат за предностите што ќе ги добијат во земјоделското производство, доколку ги зголемат површините кои го обработуваат и за како ќе се одвива постапката за окрупнување на земјоделското земјиште. Втора регионална работилница за консолидација на земјоделското земјиште во Штип. Земјоделците од Истокот поделени околу ставовите за тоа како ќе се одвива тој процес. Едни сметаат дека е добро да обработуваат поголеми површини, други пак дека тоа ќе оди потешко поради нерешистените имотни односи или пак раскарани роднини со кои ги граничат нивите. Мислам дека добро потеќе и мислам луѓето би веќината би се требало да се сложат, прибедејќи тоа значи крупнување на земјишето од 1 декар на 5 декара да се комплетира. После тоа може да се подобри и самото наводнување. Тоа наводнување значи дека може до секоја парцела секој ќе добие вода за наводнување, патишта. Не мислам дека не може да се изведе. Зошто? Па зошто? Покрај мене имат 10 души по половин декар, по декар. Од тие пола се роднини, не се сакаме, не се. Како ќе ние земеме неговата нива да окрупнеме? Не ми е јасно на мене тоа. Кај мене се имам 11 декар се на место, а има некакви запци, дошли се некој побулни декар умуите. Ти ако може некој државата ја прави, може и направи. Ја се може да направи да, ако сакат, пример може да се направи. Крупнување на нивите. Добро ли е тоа? Добро, кај мене се на 2 месеца парцели се големи, само едино такви што дојдат комшиите. Интересот за сега е добар, но се уште не е задоволителен, велат организаторите. Првичниот интерес е повеќе од задоволувачки. Ние имаме огромна посетеност на секој од овие регионални работилници, што зборува самото за себе дека земјоделците веќе и самите препознаваат потреба и интерес за укрупнување на земјиштата. Но сметаме дека не е доволна, затоа што земјоделците и собствениците на земјиште веќе треба да влегуваат и во подетално запознавање на самите постапки и она што е најважно на користа од еден ваков тежок, ако смеам да кажам, процес за кој предстои. Според проектот, до крајот на годината треба да се селектираат 12 региони во државата, а по нова година да се отпочне со спроведување на постапката за консолидација на земјиштето. После нова година почнуваме со постапката на имплементација на самата постапка на консолидација во овие 12 ново избрани региони.
каде што прво ќе се прави анализа на сегашната состојба и понатаму ќе се прават планови и за укрупнување на земјиште на секој од тие локалитети, како и анализа на потребите за доизградба или подобрување на постоечката инфраструктура. Проектот за консолидација на земјоделското земјиште, финансиран од Европската унија преку работилниците што ги организира Министерството за земјоделство, а спроведуван од ФАО, Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации, има цел да ја подигне свеста и интересот кај земјоделците за окрупнување на земјоделските површини, паѓајќи од тоа дека тоа е клучно за продуктивно и поконкурентно земјоделско производство. Водостоите на сите реки во државата се под просекот за ноември. Над просекот е само реката Брегалница кај Берово, каде утринава нивото било 20 см, додека просекот за ноември е 17 см. Од утре во возилата носете задолжителна зимска опрема. Стартува од врската за одвивање на сообраќај во зимски услови и која ќе трае до 15 март до година. Секторот за внатрешни работи Штип ги известува возачите дека од утре 15 ноември до 15 март идната година започнува задолжителното носење и користење на зимска опрема во возилата кои учествуваат во сообраќајот на патиштата. Доколку не се почитуваат правилата на носење и користење на зимска опрема, возачите се изложуваат себе и другите учесници во сообраќајот во опасност, а воедно согласно член 361 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, на секој возач кој што нема да ги почитува одредбите од истиот, ќе му биде издаден мандатен платен налог во износ од 45 евра во денарска противвредност или регистрирање на 20 негативни бодови во возачката книшка. Апелираме до сите возачи кои управуваат моторни возила на крајна внимателност и почитување на поставената сообраќајна сигнализација на патиштата за безбеден и уреден сообраќај. Преку 400 надпреварувачи од 38 клубови настапија на традиционалниот меѓународен карате турнир 13 ноември, што се одржа во Скопје. Голем успех, одлични резултати и многу медали освоја каратистите на штипските клубови Македонка и Астиво. Денот на ослободувањето на Скопје 13 ноември традиционално е зачинен со одржување на меѓународниот карате турнир, на кој настапуваат надпреварувачи од цела Македонија и од соседните земји. Годинава ги имаше преку 400 од 38 клубови, меѓу кои настапи и каратистите на штипските клубови Македонка и Астиво. Предводени од тренерите Сашко Патраклиев и Никола Рилак, младите каратисти на Македонка освоија вкупно 10 медали, иако поголемиот број од нив има првичи борби. Прво место и златен медал освои Дамјан Шпритов, втори место и сребрени медали освоија Стефанија Анастасова, Мартин Тошев, Клаудио Јанковски и Александра Данева. Трети место и бронзени медали освоија Ален Канали, Стефан Спасов, Катерина Друтановска, Оливер Арсов и Патриция Јанковска. Настап на овој турнир и добри борби има уште и Филип Николов, Бранислав Димовски, Јована Панева и Никола Страшовски. Одлични резултати постигна и каратистите на Астиво, предводени од тренерот Лазар Богатинов. Златни медали освоија Наум Јованов, Ангела Ристова, Кристина Спасовска, како и екипно во борби кадети во состав Бојан Иванов и Наум Јованов. Сребрени медали освоија Бојан Иванов, Леона Митева и екипно пионерки во состав Леона Митева, Ана Марија Гошева и Кристина Спасовска. Бронзен медал освои Ана Марија Гошева. Во дисциплината кати златен медал освои Ангела Ристова, сребрени медали освоија ката тимот 2004-2005 во состав Леона Митева, Кристина Спасовска, Ана Марија Гошева и ката тимот 2006-2007 во состав Барбара Богатинова, Давид Николов и Тамара Ристовска. Бронзени медали во кати поедините освоија Барбара Богатинова, Давид Николов и Тамара Ристовска. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Тука се одјавуваме од вестите на Ирис телевизија. Пријатна вечер.